ревизија барем да побараат враќање на имотите. Значи можам да заклучам дека Букурештовскиот договор ниту може да истече, ама ниту важи од самиот ден и кога е потпишан. Така, кога би застанал за Македонија некој добар ментор од карактерот САД, како Кина зад Хонг Конг, би можело и да се разговара и за ревизија. Меѓутоа, во сегашни услови, некои од нашите правници и рекоа дека е Букурештскиот абсорбиран, значи завршена работа во смисол на територијални претензии, меѓутоа во смисол на враќање на имоти и на да се барем откажат од дивни претензии кон името на Македонија. Во тој смисол Македонија како има право да си ги брани своите интереси. За време на Букурештовскиот договор, преговорите, подпишувањето и така натаму, за време на Берлинскиот конгрес и на Версајскиот договор, името Македонија како Македонија се користи за територијата каде што сме ние. Грците во ниеден момент не се нарекуваат себе си македонци. Рековме дека членот 23 постојано говори за Македонија. На Лондонската конференција, на Берлинскиот конгрес се спомнува Македонија, на Лондонската конференција од мај 13 година и јасно е одредена географски поделена, разграничена Македонија од другите територии на Балканот, од Тракија, од Албанија, од Тесалија, како што е на таа карта. Значи, со овој член 23 е омеѓена територијата на Македонија. Македонија како име и географско и политичко се спомнува и на Берлинскиот, и на Букурештскиот, и на Лондонската конференција. А исто така, во ултиматумот што го испраќаат балканските земји до Турција, па бараат да се на Македонија признае статус автономија согласно членот 23. Турција, го имаме и тој договор овде, Турција одговара дека прифаќа да ги спроведе реформите во Македонија и на Македонија да и се даде статус автономија согласно членот 23. Значи, да. А ја имате и она скалило, односно мерење на, односно броење на етничките заедници, каде што стојат македонците на британското... Еве, прво тоа да го покажеме. Значи, во време на 1916 година, во време на борбите на Македонскиот фронт, значи Прва светска војна. Прва светска војна, кога британците одредуваат, односно сакат да направат една демографска карта, етногеографска и етнодемографска карта на територијата на кај што се одвиваат битките на Македонскиот фронт, прават попис на населението, па заклучуваат дека на Балканот живеат срби, хрвати, словенци, бугари, како словенски народи, а за македонците пишуваат дека се македонци надвор од словенските народи. Тоа најдобро еве ќе се види овде, еве стои овде македонци, а ваму горе се наведуваат србите, бугари и така натаму. Дека тоа е истражување на британците. Тоа е истражување на британскиот генерал штаб, односно офицер од британскиот генерал штаб. И тоа е 1916 година. 1916. Јасно е дистанцирана, јасно е одвоена и јасно е препознатлива кој е што, значи кој е грк, бугар, србин. Потполно јасно и потполно е јасно дека од меѓународно право Грција нема никаков аспект за барање на Македонија да и се земе името, односно да не и се признае